Што во Куран Азимушан толку многу се зборува и во хадисите на пегамбер саллаллаху алейхи ва саллем, што е навистина болест на шејтан, болест на Кабил, болест на евреи, болест на мунафици, болест на браќата на Јусуф. Сите овие пет кои ги спомнавме, за сите овие постои аргумент и доказ во Куран Азимушан и во суннет на пегамбер саллаллаху алейхи ва саллем. Кога рековме дека е болест на шејтан, бидејќи шејтан не му направи сеќа на Адем алейхи селам, бидејќи му завиде на Адем алейхи селам и се сметаше за подобар од Адем алейхи селам. Не ја послуша Аллаховата наредба и рече: зарам Адема си го почестил, а мене не. И со тоа стана Иблис проколна до судниот ден, односно поради зависта која искажа кон Адема алейхиселам, тој стана проколна до судниот ден и тој е првиот грев кој воопшто е направен на небото. Потоа прв грев кој е направен на земјата е токму овој каскалнук, овој завист, оваа болест, тој намчорлук, бидејќи Кабил го убира својот брат Хабил, од што му завиде, што неговиот курбан не се прими, а курбанот на Хабил се прими. Тоа е болест на јахуди. Аллах џеле џелалуху во Куран вели: وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا. Многу од следбениците на книгата, тоа се евреи и христијани, посакува и настојува јерудукум да ве возвратат од вашата вера, да ве однесат во заблуда. Зошто? Куфаран хаседа, пошто во себе имаат неверство и бидејќи во себе кријат љубомора, завист и кскалнук кон вас, бидејќи вие имате правата, чистата и единствена вера кај Аллах џеле џелалуху, а тоа е исламот. Својство на мунафици, бидејќи Аллах џеле џелалуху спомнува дека кога ќе го погоди на пејгамбера салаллаху алейхи ва саллем нешто добро, вели Аллах џеле џелалуху: "Ин тамсасkum хасанатун тасухум, ва ин тусибkum sayyi'atun яфраху биха." Ка мунафиците во Медина, кога муслимани ќе победиле во некоја битка или ќе чуле дека муслиманите напредуваат, тогаш ин тамсасkum хасана, кога ќе ве погоди добро, тогаш тоа нив ги боли, тоа нив ги гризе во нивните души, зошто им е добро. Во ин тусибkum sayyi'atun, а ако ве погоди зло, тогаш тоа нив ги радува. Тоа е својство на мунафици, кои се хранат со злото на другиот, атакуваат и се болни кога гледаат добро кај другиот. Својство на браќата на Јусуф алейхиселам, бидејќи браќата на Јусуф алейхиселам го зедоа нивниот брат Јусуф и го фрлија во пуна во среде пустина од завист, од кскалнук, бидејќи зошто татко им нивни го сака и му дава предност повеќе на Јусуф алейхиселам над нив. Затоа оваа болест во умметот е денеска во голема мера присутна и е таа уништувачка не само за поединци, туку ги уништува нивните дела, а истовремено, како што пегаме саллаллаху таала алейхи ва саллем: "Ијакум вал хасад", чувај се од таа болест, од таа завидливост, бидејќи своите дела ги јаде и ги кори, како што огнот ги прави на дрвата
прави пепел и твоите добри дела одат во пепел. Вели Аллах џелле џелалуху во Куран азимушан: "Ем јахсудуна ан-нас ала ма атаахум Аллаху мин фадли." Зарем им завидувате на луѓето за она што Аллах им дал. Значи, оние кои им завидуваат во негативна смисла, а тоа значи да Аллах џелле џелалуху она што им го дал, да им го земе, да им го уништи, тоа во хадис кудси вели: "Инна ли ни'амиллахи ада." Наистина има некои луѓе кои се душмани на Аллах џелле џелалуху. Има некои луѓе кои се душмани на Аллах. Калу ја Расулаллах, рекоа асхабите: "Бојши пејгамбере, како може човек да биде душман на Аллах џелле џелалуху?" Рече: "Кога ти му завидуваш на некој кому Аллах џелле џелалуху го почестил, му дал, го возвишил, ти автоматски му завидуваш на Аллах и речи: Аллах е оној кој дава, Аллах е оној кој дава, Аллах е оној кој возвишува." Па кога му завидуваш на човекот, автоматски му завидуваш на Аллах џелле џелалуху и не си задоволен со Аллаховата одредба и со тоа стануваш автоматски душман на Аллах џелле џелалуху. Оној кој е душман на Аллах џелле џелалуху, тогаш тешко нему. Затоа оваа болест Пејгамбер ﷺ спомнал дека е болест, а истовремено спомнал дека ла јеџтемиу фи абди муъмин ал-иману вал хасад. Во срцето, во душата, во внатрешноста на човекот, на верникот, не смие да се најде. Истовремено, иман и завист не може во исто место да стои светлина и темнина. Затоа го молиме Аллах џелле џелалуху оваа болест која навлегла во умметот, да Аллах џелле џелалуху ја остави. بك خير الخلق كل يا صل وسلم